Драги гледачи, добар ден, добродојавте во најновата 52-та епизода од овој наш и ваш демократски импулс. Како што умеам секогаш да кажам, подкаст за народот. Добро знаете дека тука обработуваме политичко општествени теми во зависност нормално кој е гостин. Јас сум вашиот водител Трајче Китановски, а вие и денеска ќе гледате демократски импулс. Денеска имаме еден мощно интересен гостин, која ќе кажам мощно интересен, мислам во вистинска полнота на зборот. Се работи за еден млад, он како што знае да се нарече политичар во обид. Ја би рекол доста успешен обид, сега за сега. Умер Мухамеди. Така. Добар ден и чувствувате се како дома во наша студија. Благодарам за поканата. Дали ќе одиме на ти, на вие, како сакаш, како сакате? На ти, без На ти. персире. Најнапред сакам, како што ти посакав добре дојде, да те запрашам. Дали сметаш дека единствено не сме влегле во Европа, ради, малку сакам да поразговараме за Европа, ради Бугарија или заради тоа што не сме ја можеби домашната задача завршиле како што треба? Па, иако пред јавноста политичарите се обидуваат да создадат една перцепција дека ради Бугариве ние не можеме да влеземе во Европската Унија, сепак јас сметам дека, мислам, не јас лично, туку и извештајот тоа го покажа дека не е главен проблем не се бугарите, туку тоа што ние не ги исполнуваме задачите. Например, постојано, мислам, при секој извештај ние имаме забелешки за борбата против корупцијата и организираниот криминал, дека во тој дел стагнираме и ние немаме никакви правосилни пресуди, немаме конечни пресуди, немаме обвиненија, немаме истраги, немаме конфискација во тој дел. И тоа не беше само во овој извештај, и во другиот извештај, ланскиот и цело време, мислам, пошто Европската Унија постојано инвестира во тој дел и ние не правиме ништо. Мислам, еве сега гледаме, се пропукуваат судиите, обвинителите со премиерот, иако сметам дека сепак тргнувајќи по таа поделба на власта, на законодавна, извршна и судска, дека премиерот не треба многу да се меша во судската власт ради принципот на check and balance, но сепак и они и судиите, обвинителите треба нивната работа да ја завршат како што треба, бидејќи не може вие да имате 2% доверба и постојано да се буните, постојано да барате покачување на платите и така натаму. Сметаш дека премиерот се меша малце повеќе во судската? Пазите сега, последниот извештај, ако го изанализирате, Европската комисија вика дека ние немаме конечни пресуди, обвиненија, истраги за висок вид на криминал. Не ти бара правосилни пресуди или конфискација, ти бара да имаме барем обвиненија, барем истраги, барем истраги, вика, дали имате ни тоа го немаме. И сега кога гледаме во Албанија, зашто напред Албанија последниот кластер го отвори, Албанија, ако например СЈО кај нас како што беше, и таму има такво специјално обвинителство и таму тоа се функционира. Например, таму го гонат бившиот председател таму нема катица на Јанева. Таму го гонат бившиот председател, го гонат градоначалникот на Тирана и многу други криминалци од висок вид, од високо ниво. Политичарите ли треба да ги одврзат рацете од судството? Еве, например, го спомна премиерот. Дали он се меша, мислиш, во судството или ги остава попремногу? Тоа, се не знам.
Не те свати фокута. Вака, значи, сега треба да се измени законот за судски совет, треба да се измени закон за јавно обвинителство и законот за совет на јавни обвинители. И сега тука не се прави тоа за да се постигне правда, туку да се најде начин како тие членови на судскиот совет, како тие членови на советот на јавни обвинители да се сменат со нови членови кои што нема да бидат од претходната власт, туку ќе бидат од оваа власт. Значи, таа е вистината, не е дека нешто некоја правда ќе се обезбеди ако се изменат тие закони, бидејќи видете ние имаме таков систем во јавното обвинителство ако тргнеме, каде јавниот обвинител кај нас е господ во таа судската власт, државниот јавен обвинител, затоа што по закон за јавно обвинителство он може да земе предмети од другите обвинители, да таму пишува дека мора нивна согласност да има, но тргнувајќи од тоа дека по закон за јавно обвинителство сите обвинители се под негова надлежност и јавните обвинители, висшите јавни обвинители, обвинителите од ОЈО ГОК сите се под негова надлежност. И мислите ли вие дека некој обвинител ќе собере храброст да не му отстапи предмет на државниот јавен обвинител? Тоа нема шанси. И исто така државниот јавен обвинител кај нас се бира по предлог на владата, го избира собранието. Значи избираме уствари на партиски човек, да кажеме. Послушник сакаш да. Послушник, да. И сега целата тоа битка е да се смени овој за да се стави еден нивен. Не дека овој не работи, ради овој не се постигнува правдата и ние сега ќе донесеме некој кој што ќе донесе некакви промени таму, затоа сметам дека таа функција државен јавен обвинител за мене лично сметам дека е непотребна за постоење. Значи треба да се укине. Та позиција бидејќи работата може да ја вршат јавните обвинители без да имат некој како државниот јавен обвинител, бидејќи и така советот на јавни обвинители е тој што ги избира обвинителите, така да нема потреба они да одговарат пред него. Значи го имат советот на јавни обвинители кај што они треба да одговарат. Еве, несвесно водата некако не насочи кон судството. Ти си, можам да кажам, добар познавач на судството, заради тоа што си адвокат. Да. Има своја адвокатска канцеларија, така да, добро. Зошто е 2% доверба во судството? Дали тоа е заради ретки случаеви од судиите, например, што земаат мито, или па тие се ретки што се честни, а другите сите па земаат мито? Какво е? Види, да беа ретки случаевите како што суди земаат мито, тогаш бевме не 2%, ама ќе бевме над 40%, еве да кажеме. Но тука е проблем што мнозинството, повеќето од судиите, обвинителите земаат мито. Еве од позиција на адвокатија да ви зборам, сега странката ако ти дојде, нема да те праша тебе дали убаво го знаеш кривичниот законник или закон за кривична постапка. Сега во зависност од фазата на предметот, он ќе те прашува дали ако се води истрага ќе ти каже дали го знаеш овој обвинител што ја води истрагата. Или ако е во судска постапка ќе ти каже дали го знаеш овој судија, не те прашува он со каков просек си завршил дали го знаеш законот за кривична постапка. Не те прашува тоа. И сега ти треба да најдеш начин како да убедиш дека стварно или ти или некој твој пријател го знае обвинителот или судијата за да го добиеш предметот. И кога се враќаш сега назад, како кога си учел, си бркал просек, значи си го совладал материјалот и те демотивира за веќе да не продолжиш со таа работа, бидејќи гледаш дека работите не се како што треба. Еве ти си имал на пример од некоја случка ситуација каде што индиректно ти било побарано мито, нешто слично? Види, ја не сум во таква ситуација, мислам во таква положба каде што можам да побарам мито, но главно суди... Не, дали ти било побарано на тебе? На мене лично од страна на судија, обвинител? Да. Не сум бил во таква ситуација, но знам колеги адвокат, пошто знаеш како, они не го прават тоа со било кого. Значи, они ги имаат своите адвокати со кои што соработуваат и сега преку нив, они во својство на посредници со странката и преку нив они доаѓаат до митото. Они не можат со било кого да му кажат еј, толку пари, ако сакаш, наместо 4 година и пол да се, мислам, не се прави тоа на таков начин. Они си ги имаат своите адвокати со кои соработуваат и така тоа се тера. Или не мора преку адвокати, туку може и преку
трета особа. Спомна посредништвото, на тоа му доаѓа некако исто, ако не е исто е слично, како Боки 13 што беше посредник на некој начин. Да. Он вели не, но така некако доаѓа. Политичката состојба во Македонија моментално вака, дали мислиш дека според тебе можеби сме на некој прав пат кон Европа, и ја спомнавме, дали е многу далеку или чашата дали е полупразна или е полуполна, како беше она? Да. Политичката сцена кај нас, најмногу што мене лично ме разочарува е тоа што е поделена, и тоа е поделена во етничка основа. Значи, ние имаме таков систем, партиски систем, каде што имаме етнички партии. И имаме партии, например, кои што на нивните собери не ни го користат македонското знаме, и тоа треба да не разочара. Пошто некој ќе ми каже за овие, ти како албанец имаш либерални ставови. Не е либерален став, тоа е рационален став за мене, бидејќи не можеш ти тука да плаќаш даноци, јавните добра на Македонија да ги користиш и да те привлече знаме на некоја друга држава. Мислам, ти добре да користиш символи, етнички символи, мислам нешто друго, ама станува збор за знаме која што е на друга држава и мислам тоа нема логика да се користи, и покрај тоа кај нас веќе тоа стана пракса, имаш митинзи на политички партии каде што има само етнички знамења на Албанија и на тоа никој не реагира. Види вака, пошто е ова подкаст. Имате етнички партии. И тие етнички партии го манипулираат нивниот електорат со етнички прашања, го хранат со национализам, со небулози. Да, и кога се дружат тие, стануваат најголеми криминалци заедно. Значи, кога станува збор за да го делат колачот тогаш меѓу нив, немаме веќе албанци македонци, тогаш се браќа, повеќе од браќа стануваат после. И сега, за жал, кај народот ова поминува. Мислам, таа риторика националистичка се вжешува на секои избори и резултатот е тоа. Мислам, ние цело време се вртиме околу некои небулозни наративи. 30 години ни се продава оваа мантра македонци, албанци, национализам, поготово пред избори летаме орли или па некој, не знам, Македонија, голема Албанија. Еве ти, кога се припремав за ова интервју со тебе, знаејќи дека ти си етнички албанец, многу внимавав во моите размислувања од типот на да не те навредам нешто и така натака, но гледам дека, а и сум те следал, дека ти често пати твоите ставови не се либерални, туку рационални, јас така викам. Така. Дали можеби од повеќето албанци си имал проблем, знаејќи го твоето размислување по например со знамињата? Дали ти вика, чекај, ти си албанец или македонец на крајот од денот? Да, имало такви ситуации, мислам да имам критики од типот ти си албанец, зашто се бориш за македонското знаме, но ти кажав дека е многу рационално, мислам. Си жител на Република Македонија, државјанин на Република Македонија. Плаќаш даноци во Република Македонија, ги користиш јавните добра на Република Македонија. И сега, дали има логика ти да представуваш знаме на друга држава? Во случајот без разлика дали е Албанија, Србија, Бугарија или така натаму. Затоа, пошто јас сум кантист, мислам филозофската школа на Кант ја следам и јас ставовите ги градам согласно рационалните мислења мои лични. Значи на мене не ми влијаат надворешни фактори за да ги изградам некој став. И затоа во тој дел можеби тоа мене ми има влијаено да имам некои различни стави кои според мене се многу рационални. И пред некој ден кога се слушнавме ми кажа дека си на протест за погинатите во Кочање, во дискотеката. Еве ти како што умееш да кажеш политичар во обид и политиколог и општественик, им даваш не како албанец, него како општественик им даваш подршка на тие луѓе. Мислиш дека тука државата потврли, например? Што треба моментално оваа власт да направи за се ова? Според тебе.
Пред да одиме кон тоа власта што треба да направи околу тоа, сега ќе кажам нешто друго. Пред да тргнеме да го смениме државниот систем, ние првично треба да изградиме еден здрав и личен систем на функционирање. Треба да изградиме една здрава заедница која што ќе биде спремна и способна да носи рационални одлуки. Денеска ние покрај било која друга криза ние се наоѓаме во една длабока морална криза. Ние ги изгубивме вредностите. Ние ги изгубивме вредностите врз основа на кои ова општество е изградено цел еден век. А тие вредности се взаемната почит, прифаќањето, покажување револт према угнетеноста на ранливите категории на луѓе, покажување грижа, емпатија за соседите, сограѓаните и така натаму. Ние сите тие вредности денеска ги изгубивме. Денеска никој на никого не му посакува искрено успех. Никој на никого не верува. Ние денеска нам не карактеризира само негативна енергија, ние денеска лажеме, манипулираме, оговараме, вараме и тоа веќе ни стана нормалност. Тоа го правиме безсрамно и континуирано. Значи денеска вие да излезете на улица не можете да најдете еден македонец среќен. Еден убав прав македонец не можете да најдете бидејќи сме деформирани поради злобата, зависта, љубомората и негативната енергија што ја носиме во себе. Ние, освен што остануваме празни во главите поради катастрофалниот образован систем, ние остануваме празни во душите поради катастрофалниот личен систем на живење. Сега, зашто го кажувам јас сето ова? Бидејќи ние првично треба да изградиме личен идентитет и интегритет, за да можеме да збориме за национален идентитет. Сега, зашто јас ги поддржувам тие протести? Сега го ме следевте што кажав, значи, тие категории на луѓе се, као и ранливи категории на луѓе во овој случај, тие сега барат помош. И ние треба да им го пружиме, да им ја пружиме таа помош. Колку толку да им се помогне. Јас сум бил во Кочани 7-8 пати на протестите таму. Значи, не знаете вие каква сатисфакција е тоа да ти каже некој многу сум ти благодарен што доаѓаш тука, што ни давате морална поддршка и така натаму. Без разлика сме видели, мислам, по 10, 15, 20 души, ама за нив тоа било многу битно. И сега власта во овој дел, што не требаше да направи, ќе ви кажам прва, за да кажам што требаше да направи. И сите ние што одевме на тие протести од премиерот, лично бевме нарекувани некрофили, зашто сме ја злоупотребувале трагедијата. Значи, јас ако сега сум политичар во обид, тогаш и не сум бил ни политичар во обид, но која логиката јас од активист, што граѓански активист, што би злоупотребил, што би ги искористил тоа? Значи, тоа не требаше воопшто власта да го направи. И друго, они требаше таму од прв ден да бидат. Требаше министерот за здравство, премиерот, министерот за внатрешни работи постојано да бидат таму. А не се случи Кочани и сега ние ќе губиме малце на гласови таму, што и не испадна така, за жал, мислам, не знам, Кочани е една посебна ситуација. И власта не им обезбеди првична помош на нив, здравствена, психолошка и така натаму. Така. Сега анкетна надзорна комисија не се иницираше во собрание. Кај што ќе можеше да се детектират сите проблеми, кај што и јавноста ќе беше вклучена и родителите ќе беа вклучени за да не испадне како во модуларната болница во Тетово предужниот кабел да биде крив. Живи луѓе. Да. И сега тој што беше тогаш министер за здравство, сега е претседател на партија. На втората поголемија. Сега тој што беше министер за здравство, тогаш кога се случи модуларната болница, излегува и сега критикува за Кочани. А истиот беше и онкологија, и многу други. И онкологија, да. Значи истиот човек денес излегува морализира.
Така е. Мислам, се соочуваме со многу нелогичности и сето ова е производ на овие 35 годишниот систем изграден од овие истиве партии, истиве актери. Многу работи кажа, види, ова е подкаст и знаеш поопуштена тема и така натака, мислам, сакам да одиме што се вели од тема во тема, не е страшно нормално и да се вратиме. Спомна дека образованието не е баш во најзавидно ниво, што и така е заради тоа што до вчера немавме учебници. Што мислиш ти околу тоа, например, ние сме поделени албанци на македонци уште самото образование од типот на едни учат албански, едни македонски, други на крај не може да се разберат. Дали си ти за овој систем или да се промени, например, некако? Како што кажав, дека е многу лошо да имаме поделени политички партии по етничка основа, исто така стојам на ставот дека не треба да имаме посебни паралелки поделени исто така по етничка основа, и што е најстрашно, иако тие посебни паралелки можеби се наоѓаат во една иста зграда, например, во едно исто училиште, и наместо тие деца и покрај тоа што учат во различни јазици, барем тој период кога се на пауза и така да си го користат заеднички тие и таму ги делат, и не знам, мислам веќе од деца ги учиме како не треба, односно до професорите или? Па не, апсолутно тоа е до професорите, пошто дете не знае, мислам на 7-8 годишно дете да мрази. Да мрази, да мрази посебно по етничка основа или религиозна, не знам. Друга мана тука кај нашиот систем, освен тоа што имаме поделба на паралелките по етничка основа, е што ние немаме таков систем кој што ќе прави селекција на учениците откако тие ќе го завршат основното училиште, како например Швајцарија да земеме, ти од најглупиот човек, они прават продуктивен човек. Значи тука кај нас со двојки преку врски ќе се запишува во гимназија, пример. И после нема да може да продолжи на факултет и ќе остане осакатен. Наместо да се прават тестови и тој дел кај што тие ќе покажат подобри резултати, у тој дел после да се насочи. Да државата да ги насочи да го продолжат нивното образование. Мислам тука многу грешиме. Денеска наместо фокусот да не биде во некои струки кај што имаме дефицит, нашиот систем произведува само вишок. Така. Да. Мухамеди, би сакал да те запрашам околу една тема да отвориме, тоа се државната химна, државното знаме и така натака. Не сакам тука да делувам како некој македонец кој осудува албанци или нешто слично, затоа ќе започнем од почетокот на моето прашање, а тоа е, например, фудбалската репрезентација, уште во минатото, заради тоа што јас играв професионално фудбал, тоа ми е пектно, значи го следам, точно знам кој како и што е. Шумоликовски, кој е типичен македонец од Струга, во минатото и он ја пееше македонската химна, дури джвакаше мастика, што јас исто го судувам како и сите албанци, што не ја пеат и сите македонци, нормална работа. Што мислиш ти, кој е твоето? Зошто дали например на албанецот, зборам како човек, му е страна македонската химна, зошто му е, кој дел од химната не е добар? Не е сватлив ли, не знам. Не се испоистоветува со македонското знаме и химна. А како што каже, јадат лепо тука. Па да, во однос на химната, например, се спомнуваат некои личности. Да, словно кажи, словно. Како, не знам, Даме Груев се спомнува, но не се спомнува, например, Евени Джатаголи. Или, не знам, некоја истакната албанска личност кој што дал некаков контрибут, и Бепали Кујче, пример. Зошто, например, такви ликове не се спомнуваат? Да, нели Пиетар Гули велите дека е албанец, а таму се пее Питу Гули. Ама се пее како Питу Гули, не се пее како Пиетар Гули.
Пиетер Гули сега да видиме искрен. Значи така. Мислам по тоа што јас главната критика околу химната е тоа, мислам околу тоа зашто истакнати личности од албанска националност не се спомнуваат во химната. Сакаш да ми А не дека ги нема. Сакаш да ми кажеш луѓе што истакнати албанци што направи нешто за Македонија, сигурно не за Албанија на пример, него од тука, така зашто нив ги нема заради тоа смета. Апсолутно, мислам дека таа е причината, нема никоја. А знамето? Во однос на знамето, стварно и мене не ми е јасно тоа. Да го доцртаме. Потрет па да го сметам. Не знам, стварно, јас тоа ти викам, знамето нема текст. Значи, нема текст кој што може да биде навредувач, па и не е символ нешто што може да навредува некоја друга нација. И стварно не ми е јасно зашто знамето не се. Имаше еден Иако има сепак, сега малце се подигнува свеста, но треба да се работи повеќе на тоа. Еве јас првично кога ги имав овие ставови, пошто ја ставовите ги градам веќе 8 години, не сум од вчера во јавност и имав критики и забелешки као ти како албанец зашто, мислам од албанците зборам, ти како албанец зашто имаш такви ставови околу знамето, но сега гледам дека стана нормално тоа да имам такви ставови и луѓето веќе ме ценат повеќе. Затоа што сум искрен, ја не одам јас да им кажам ова е нашето знаме со знаме на Албанија, да одам на граѓански собир, на партиски собир да одам јас да им кажам ова е нашето знаме со знаме на Албанија со патриотски албански песни, така да им се представам и на крај јас да ги крадам. Сега одат во собир, пазете се. Одат во партиски собир во Македонија со знамење на Албанија и им кажува дека ова е нашето знаме, за ова треба да се бориме со патриотски албански песни и така натаму. И истите тие граѓани, освен што не прават ништо, еве да кажеме дека се многу големи албанци, знамето да си го сменат, тие ги крадат тие истите луѓе. Значи со таа реторика им ги земат гласовите и на крај ги крадат. Значи па поголема, како да кажам, неискреност и ајде да не користам некој друг повулгарен збор, дали има тоа. Тоа е стварно многу страшно и страшно. Сето тоа е поради неедуцираноста на луѓето, мислам. Не се Но како што луѓето тука се во една таква состојба на незрелост, да кажам, мислам, кај и на нивните одлуки влијаат многу надворешни фактори, значи они не можат да креират сами по нивни сознанија рационални ставови и тоа мислам е голем хендикеп. Кај начинот на размислување на луѓето. Така. Еве на пример, јас спомнав фудбалската репрезентација. Албанците во фудбалската репрезентација, мое лично мислење е дека се можеби и најдобрите во репрезентацијата, покрај нормално и некој македонец, со исклучок на некој албанец што не би требало да е таму, можеби требало. Но добро. Моветот ми е, дали тие Муслиули, Бардели, мислиш дека они личен нивни став е дека не сакаат да пеат химната или се плашат да не се бидат осудени од јавноста како ќе реагира после тоа да не се свртат моите против мене? Па сега не можам јас од нивна перспектива да зборам. Ти дали би ја пеел, например? Кога би бил на тоа место? Да играш за фудбалска репрезентација, за кошарка расказа. Ако веќе е одлучено, ако веќе е одлучено таа да биде химната, сега ја прифатиле таа химна и треба да се пее веќе, мислам таа химна без разлика од кого. И сега дали имам забелешки, јас можеби имам забелешки, а моментално таква каква што е, химната треба да се пее, бидејќи веќе таа е химната, мислам. Во однос на забелешките што било кој би имал, тоа е една друга работа. ВМРО имаше едно околу знамето. Околу знамето имаше една идеја да се стави лав на дали ја поддржаш можеби оваа и ова замисла. Со тоа можеби, да. Па види, ова ВМРО нема врска со вистинското ВМРО паново. Мислам тие ВМРО-овци како Тодор Александров да станат сега ќе, како да кажам, мислам ќе бидат запрепастени од тоа што им направиле на името ВМРО.
И инаку вие ако го изанализирате старото ВМРО, мислам вистинското ВМРО, Тодор Александров го земав за пример, пошто на секои негови изјави он вика нашите непријатели и тука ги спомнува сите комши, освен албанците. И сега доаѓаме во едно ВМРО, просрпско ВМРО, кое што никогаш врска немало ВМРО со српскиот свет. И тие денеска ни зборат за лавови, за ВМРО, за патриотизам и така натаму, што е многу апсурдно. И тие денеска ни зборат за антиала, една верзија према албанците, као. И тука постојано јас им викам на овие од левиот спектар, као вие викам многу сте глупи. Кажи си тоа. Вие на ВМРО ДПМН им го оставивте луксузот да го користат они само македонското знаме, дека они се патриотите. На вас ви е срам да кажете дека сте македонци, до тој степен вие забегавте. Значи денеска социјалдемократите кај нас, либералите, тој целиот тој лев спектар, им е срам да кажат дека се македонци. Им е срамен да носат македонско знаме, бидејќи за нив тоа е ретроградно, дека за нив тоа нешто примитивно, значи до тој степен они се забегани. Они се модерни, а овие па се модерни, некои европски знамиња, такви, не знам. Значи тоа е не можам да го објаснам јас тоа што име на тие луѓе. Е тоа кај албанците го. И сега ВМРО не дека стварно се патриотите, не дека стварно они не крадат, они најмногу крадат, но на нив тоа им успева. Да се представат пред граѓаните дека они се вистинските патриоти. Они се во одбрана на државата, дека постоја на државата, некој ја напаѓа, дека некој сака да им ја земе и дека они се спасителите и така и постојано они се појавуваат како спасители. Еве сега се во костет со бугарите. Кој е твоето мислење, например? Дали бугарите бараат од нас премногу? Дали вие како албанци мислиш дека треба да дадете на некој начин подршка да се заштитат македонските интереси? Дали тоа го сметаш како напад на македонските интереси? Зашто сте први комши, вие заедно живееме ние, не живееме со кинези, например. Или мислиш дека ние малку сме претерале околу недавањето, еве да кажеш? Покрај тоа што го променивме името и знамето и све. Па види, јас сметам дека било кој прашање поврзано со македонската нација треба да им се стави на македонците сами да преговарат, да одлучуваат за тоа. Во однос на до предлогот што беше францускиот предлог за внесување на бугарите во уставот, од една страна содржински ако го анализираме и покрај тоа морам да бидам искрен дека не сум го читал целосно тој предлог, веќе ги имате посебен јазик, ќе имате посебни нации. Не можат веќе да кажат дека македонците се бугари. Имате така ќе се направи една таква дистинкција меѓу бугари, дека они се посебна нација, македонците се посебна нација, бугарскиот јазик е посебен јазик, македонскиот јазик е посебен јазик. Мислам содржински не дека е многу лош договор, ти викам не сум го прочитал целосно и во однос забелешки јас имам околу начинот зашто постојано на Македонија им се наметнуваат вакви прашања надвор од копенхашките критериуми. Мислам, не дека ние ги исполнуваме копенхашките критериуми, сега да бидеме искрени, мислам, делот на владење на правото, демократија, владење на правото, мислам ние не дека имаме некаков позитивен исход. Но кажа во однос на постапката, во однос на начинот како ова се прави, во однос на тоа зашто само према нас се наметнуваат едни посебни правила, јас сум против. Пошто јас бев против и за Преспанскиот договор. Без разлика како е содржински тој договор. Начинот како беше како протна тој договор, значи стварно беше најнедемократски начин.
Вие референдумот, имате неуспешен референдум. Имате полнени на кутии, кај што јас бев лично сведок. Значи, јас излегувам да гласам у 6:55 кај моето избирачко место и гледам таму дека сите мои роднини кои што се во Швајцарија се подпишани. Гласали. Гласале, да. И пазите, никој на тоа не реагираше. Никој не одговараше за тоа. И ние збориме за демократија и збориме дека го Преспанскиот договор е битен за да влеземе во Европска унија, а на најнеевропски начин ние уставните измени ги поминавме. Мислам, тоа беше, како да ти кажам, ти имаше 8 пратеници кои што беа откупени, да кажеме, не знам, беа амнестирани само за да гласат за уставните измени, без нивната волја, без разлика, тие ги представуваат граѓаните. И стварно мислам околу тоа јас сум иако во однос на референдумот ја излегов да гласам само да видам дали ова се прави, дали се полнат кутии, видејќи таму околу 5 часот процентот од 10% се покачи на 50%, значи жив човек не излегуваше да гласи. И после се создаде една перцепција дека албанците гласат да се смени името. Немаше врска тоа. Ја ти викам, у 6:55 излегувам да гласам, сите мои роднини кои што беа во Швајцарија беа подпишани. Сега, како сега албанците биле против? Како што верите, на тоа му дојде на секој 4-6 секунди да гласува некој. Да, мислам, тоа не е тоа логично. Математички аспект да нема никаква логика. Дали, например, сакам да направиме, да кажеме, збордва за СДС и за ВМРО, да што и како околу овие две партии, што се случува според тебе? Дали, например, СДСМ беше толку проевропски настроена, толку многу им даде на Европска унија, да кажам, доби едно големо ништо, или па, например, ВМРО, како што кажав, се грижи за македонските интереси? Проблемот кај ВМРО е што они дојдоа на власт со реториката дека да, тие се спасителите, дека тие ќе го бранат уставниот поредок на државата, дека тие името ќе го вратат и дека тие нема да гласат за уставните измени, за внесување на бугарите во устав. Тоа им беше предизборен наратив, предизборна реторика, не дека они стварно не би ги гласали уставните измени. Затоа што они да беа такви големи македонци, онака емотивно поврзани со државата, да имат чувство за држава, значи нема да испумпаат толку патни трошкови, зборам за пратениците, иако имат станови во Скопје. Немаше Игор Јанушев со правосилна пресуда осуден за криминал во случајот дизајни за кинеските автобуси да го стават за втор човек на владата, односно генерален секретар на владата. Немаше да го кандидират сега новиот градоначалник на аеродром, кој што исто така беше амнестиран со измените на кривичниот законник, да го стават кандидат за аеродром и да добие за жал. Значи, таа сурова реалност кај нас, како да кажем, ние ги имаме криминалците со тапија, мислам со пресуди и ние пак истите ги гласаме. Една мала дигресија во твоја полза. Како беше она со авионите, бизнес класа заради колената? Колената да не патат. Да, ради колената. И кај народот проаѓаат тие аргументи. Па проаѓаат, мислам, тоа се такви комплекси кои што ги карактеризираат нашите политичари. Тоа доаѓа поради нивната неизживеаност, нивниот примитивизам. Значи, они веќе кога дојдат на власт, чувствуваат еден таква, како да кажам, чувствуваат еден такви комплекси за нив веќе несфатливо, они да се возат, не знам, со такси или да се качуваат во автобус. Мислам, они веќе се големи играчи, не може како сега министерот да си оди пешки на работа, нема смисло, мислам.
Тоа е еден таков примитивизам кој што не карактеризира и генерално како општество, бидејќи тој министар ако оди со автобус, ние ќе му се исмејуваме, ќе кажеме дека види го овој, наместо да оди со службена кола, он оди со автобус, не се снашол. Значи, еден политичар кај нас, ако после мандатот не успее да купи 2-3 стана, да направи една хациенда и да нема 3-4 швалерки, ние не го сметаме него за чесен, за човек кој што одговорно работел, туку го сметаме како човек кој не се снашол. Мислам, до тој степен оди нашата глупавост, да кажем, нашиот примитивизам кој што не карактеризира генерално како општество и заради тоа ние денеска сме тука кај што сме. Оние Во луѓе дното и го бушиме дното. Оние луѓе кои најмногу се снајдоа, како што велите вие, Груевски и албанецот Артан Груби Артан. или не знам, да. Артан Груби, до кога ќе ни се случуваат вакви работи? Како беше она брзо одење, поминал преку граница во Гепек? До кога вакви приказни? Видите, ние се чудиме зошто Европската комисија постојано ни дава негативни извештаи околу владењето на правото. И дека немаме негодниме луѓе од високо ниво и високо ниво на криминал. Па Артан Груби, Парпарин Бајрами што беше директор на лотарија. Вереше ќе се вратам, ама уште се враќа, пешки додеш. Ковачевски што беше на Исто и он. И сега како народот да верува дека тие луѓе избегале без помош на некои луѓе од власта? Не може ти во Рек Битола да имаш 20 други службеници кои што седат пред обвинителна клупа, а да го немаш директорот. Не може ти министерот да го нема, да не има службеници во тоа министерство да одговарат. Не може ти директорот на лотарија да не го нема, а вработени во лотарија да одговарат. Мислам, како сега да им објасниш на луѓето дека не се и некои луѓе внатре во власта вмешани во сето ова. И сега Има ли надеж за нас некогаш да ги вратиме овие прекрасни жители на Македонија што беа? Надежки има кога Ќе се врата сами. Надежки има да ги вратиме, дали имаме надеж? Да. Па веќе ми застаруваат телата. Значи сега може да се слободно. Па еве и сега уште 2 дела на Груевски му застара. И сега ние измените на кривичниот закон се онака најлошото нешто што им се деси на државата последниве 10-15 години, да кажам. Значи со тие измени застараа 14 предмети од криминал од високо ниво. Се амнестира 88 политичари од тие измени. И тоа беше најголемата штета што СДС им го има направено на овие граѓани. Не е промената на името, колку што беа измените на кривичниот законник. Мислам, пошто ај што тие луѓе нема да одговарат, нема да лежат затвор, тука имаш и други институции кои што се вика конфискација и не можеш на тие луѓе да им го конфискуваш тоа што нелегално го стекнале. И бројчаникот не вртеше. Да, се вереше на поштат ќе врти. Ќе вртеше бројчаникот кај портата и ништо од бројчаникот и истиот тој што го ветуваше до бројчаникот, наместо да биде денеска во затвор, истиот денеска се тера од Дубај на јахти и Сидорото не успеа да не порече некако, направил Сидорото него. Да. Така, имаме две политички партии кои што се доминантни, тоа во МРДП и СДСМ, кои што постојано едни со други се поддржуваат, се амнестираат. Потребна не е трета партија. И секогаш кога треба да прават криминал, они се заедно, секогаш кога ќе треба некој национално предавство да се направи, они се таму заедно и се додека тие постојат, се додека тие се активни и добиваат гласови од кај нас, тука работите нема да се сменат и ние ќе тонеме и дополнително ќе тонеме. Потребна ли ни е трета политичка сила да стане прва?
Како и можно ли е да биде да не биде според етникум? Да има албанци, македонци, турци, вас и сите заедно и да направиме една здрава политичка партија. Така, ние почнавме да е таков концепт, значи прв пат на овие избори учествувавме као независни заедно ни се викаше таа граѓанско-политичка платформа, кај што бевме луѓе од различни етникуми. Првото појавување избори не беше сега на локалните избори, освоивме 5241 глас. Колку се многу како почеток, сепак сметам дека беа малку, посебно што јас бев исто кандидат за советник и што бев многу активен и во кампања, но и пред тоа, мислам, за град Скопје јас борам веќе 8 години за состојбите во град Скопје и ми падна криво што таму веќе стана советници некои луѓе што да ги прашуваш за градот Скопје како посебна единица на локалната самоуправа немат никакви информации да ти дадат, не знам колку сектори има градот или не знам колку предпријатија има градот, но таквите луѓе влегува во совет. Јас не успеав да влезам, влезе Јана која што беше прва на листа и околу тоа се разочарав бидејќи стварно имав што да дадам во советот на град Скопје. Во однос на таа опција која што ние сега го почнавме, дали може тоа да порасне како еден таков граѓански концепт кој што ќе им даде нокаут на овие актуелни политички партии. Сепак сметам дека нашето општество нема развиена свест до тоа ниво за да може на една таква опција да и даде можност да владее со државата. Може да освоиме некој пратеник, може и пратеничка група да правиме, може во некоја власт да влеземе во коалиција, но да земе доволен број на пратеници за да има апсолутна власт и веќе да нема условување од другите партии, од етнички партии, мислам дека нема да дојдеме во таков момент. И покрај тоа што според мене идеално сценарио ќе биде кога една политичка партија во поширок состав и составена од припадници од различни етникуми, различни социјални слоеви и така натаму, ќе ја превземе власта со апсолутен број на пратеници и тука ќе доаѓаме во такво сценарио кога ќе треба партиите од албанскиот блок да преговарат за влез во владата и ќе се создаде една нова пракса, која што до сега не е создадена, која што сега, иако е непишано правило, тоа станува обичај, односно да има македонска партија со албанска партија во коалиција. И кога ќе се појави една таква опција која што ќе има внатре луѓе од различни етникуми, ќе немаме веќе логика зошто таа партија да коалицира со Ду или Влен или било која од албанскиот блок, така да тоа ќе биде многу едно интересно сценарио и ќе биде добар тест како на таков начин би функционирале работите и иако сметам дека ако до тоа дојде тогаш стварно сме и во однос на менталитетот сме напредили, но и во однос на политичката култура. Ама немојте вака, вие велите дека 5241 глас за вас биле малце, а прв пат се појавувате на локални, а еве вие не сте од вчера нова политичко небо би кажал и имавте вие дебата со еден политичар така поодамна, каде што во својот роден град Крушево братучерите него гласа, сега вие велите 5241 нека се малце. Па тога значи по оваа логика вашите братучеди па и комши таквите како него денеска ни се креатори на јавното мислење, таквите како него денеска ни се и на власти добиваат директорски места, значи тој што не добил лицето што го спомнувате што не добил 2 гласа во неговото родно место беше директор на едно многу битно директорско место и покрај неговите ставови кои што не кореспондираат со таа институција, но беше подолго од Оливер Андонов своевремено во Моврековеш еден ден и успеа да вработи уи. За еден ден? Да. Па не знам дали беше ни еден ден, мислам неколку часа, добро, не е битно сега. Тоа спомнавте, баш би сакал малку околу локалните избори, спомнавте дека... Мислам, Оливер Андонов без разлика, мислам...
да ќе се надоврзам покрај тоа што да беше еден ден министар, не е таков не познат за некакви коруптивни афери, да Па кажем. немаше време да направи, како? Па без За 24 разлика, часа да мислам да за мене проблематични што се тие луѓе што се со години таму. Тие што биле само за еден ден, тие што викаш и немале што да прават. Затоа проблематични се овие кои што се со години, веќе со децении, некои луѓе во Тука го мислите човекот во со колку директорски беше на места. дебата? Па и човекот и многу други, мислам, дуи 22 години беа на власт. И денеска немате ниту еден од таа партија да седне пред обвинителска клупа. Го има Тартан Груп и директорот на лотарија кои што не се во државата. И тоа ги разочарува веќе луѓево, мислам луѓево гледаат дека некој наеднаш се збогатува, од една страна тие мака мачат лебо да го извадат и веќе тоа ги демотивира и ги носи во еден друг правец или така да не се замараат со политика или да си бегаат од државата и да создаде на апатија кај нив, од која што апатија ние денеска дојдовме во ситуација да избираме градоначалник на Скопје, пример, со само 90.000 гласа од 470 избирачи. Мислам, денеска кај нас, пензионерите, тие партиските послушници, администратијата, блиските на овие партијаши, тие денеска не ја кројат судбината. Значи, луѓето што имат здрав разум, здрав начин на размислување, рационален начин на размислување, денеска не излегуваат да гласат бидејќи се демотивирани и уствари индиректно ни власта им го остават на овие други. Кои што крадат, лажат во име на Македонија, сите срања ги прават во име на Македонија. И тоа е многу проблематично тоа. Колку е добро, например, или лошо, еве овие локални избори имаше нели се направи да се гласа, да можеш да се кандидира со само 2 гласа. Што добивме, што изгубивме со се ова и што народот впрочем покажа на овие локални избори, дали можеби заради тоа што кога дојде време СДСМ да вели дека победиле, а овие па да велат дека сепак како малку се измешаа, значи. Пораката на народ беше многу јасна. Значи народ кажа дека ВМРО ДПМН, СДСМ, ДУИ, ВЛЕН, Левица, знам немат решение за Македонија, дека нивната реторика беше многу ретроградна, посебно на овие избори, значи главен приоритет беше ѓубрето. Ние се вртевме околу наративот, околу кој ќе го собере ѓубрето, дали ќе се собере ѓубрето. Ние видовме на дебата помеѓу двајца кандидати за градоначалници кои што не знаеа колку предпријатија има градот Скопје. Значи кандидатот на Левица призна дека не знае колку предпријатија има градот Скопје, кандидатот на ВМРО допомне и покрај тоа што се представи дека многу знае, кажа дека има 11, а град Скопје има 8 јавни предпријатија. Мислам, ние не се сведовме во една таква ниска битка за градоначалник на Скопје, што тоа е показател на нашиот менталитет. И пазете, ние имавме кандидат во прв круг, деканот на градушен факултет беше кандидат во прв круг и освои само 7600 гласа како независен. Сега имате кандидат како деканот на градушен факултет, 40 години веќе професор, и имате некој друг кандидат кој што нема завршено образование и друг кандидат исто што нема никакво посебно искуство, и ние не го гласавме него. Ние гласавме за кандидати кои што немат никакво искуство, онака сериозно работно искуство, да кажеме. И после ние гледаме дебата помеѓу кандидат кој што нема завршено образование, не знае врска, нема колку предпријатија има градот, колку средни училишта има градот. Имаме друг кандидат кој што доаѓа една политичка партија која што е корумпирана, која што не нуди ништо посебно веќе колку години и кој што нема никакво сериозно искуство. Значи двајцата немаат никакво сериозно искуство и ние не го гласаме овој што има децени искуство и според чии проекти се направени голем дел од мостовите во Скопје, мислам го знаете инфраструктурниот дел на градот.
Мислам, Но дали би тоа е го многу гласале добро. него доколку го кандидираше на пример ВМРО? Дали кај нас не се гласа иако локални избори се претпоставува дека треба да се гласа по дефолт за човек, а не за Да. партија. Кај нас не се гласа така, него знаете имаше една мантра во времето кога Ѓорѓе Иванов стануваше председател каде што велеа и магаре да кандидира. Така, да бидам ќе искрен, биде да. председател. Па да бидам искрен, на овие избори ВМРО да кандидираше и портирот на штабот кај што име, Ќе победиш. ќе победеше. Мислам, таков исход ќе имавме, мислам истите овие гласа ќе беа и ќе го победеше. Значи ова најсериозно го кажувам, дека и онака портирот кој што ми стои таму на врата да го кандидира, он ќе победе. Мислам, такви беа околностите, таква беше состојбата во опозицијата, таква беше кај народот расположението, што видите, ако гледате вие, ако правите една пресметка, бројот на гласови кои што беа дадени на независните и бројот на поништени ливчиња, ти веќе имаше на втора опција во државата. Значи тие броеви се над 100.000. Значи тоа е онака добар показател дека работите не се движат кај што како треба и дека тоа беше една порака и за власта, но и за опозицијата. Значи ти да имаш над 100.000 независни гласови за независни листи и неважечки ливчиња, тоа покажува многу. И мислам, ако се појави некоја опција која што ќе може да го акумулира тоа, ќе стане интересна политичката сцена. Дали може би го допревме дното со овие кандидати што влегоа во втор круг како најслаби кандидати што влегле во втор круг? Ние сме го имале Пенов, сме имали многу други градоначалници што мислите вие околу се ова и подосна сакам да ја потпрашам околу Кичево и околу Чашка. Но важи. Мислам дека индиректно веќе го кажав тоа, на овие избори за град Скопје ние ги имавме најслабите кандидати во историјата на локалните избори. Значи, ќе повторам, имавме кандидат кој што немаше завршено високо образование и кој што не знаеше колку предпријатија, ни колку училишта има градот, значи имав и кој што беше и советник, па отиде пратеник, па се врати да биде кандидат за градоначалник на Скопје и покажа една несериозност бидејќи ти ако веќе си сакал да бидеш во град Скопје, ќе си останеше советник, немаше да си одиш пратеник, а не сега успат да ја користам ситуацијата, ја ќе кандидирам за градоначалник. И имавме друг кандидат исто кој што беше од подржаното ВМРО, мислам член на ВМРО, кој што немаше некакво сериозно искуство. За Кичево, например, традиционално се гласа по дефолт некако стана за албанец. Сега победи македонец. Чашка изненади исто така албанец победи. Дали може би да се направи некој пазар или како беше работа? Ја да ви кажам искрено бев задоволен со исходот во Кичево, бидејќи имавме кандидат етнички македонец и кандидат етнички албанец и битката таму беше дали ќе победи албанецот или македонецот. Мислам така требаше да биде битката, но на крај испадна дека некои луѓе таму испадна многу рационални и битката се сведе на тоа дали ќе победи криминалецот, неморалот или ќе победи еден човек кој што нема некоја дамка, но доаѓа од на друга националност. И стварно таму луѓето покажаа свест и веќе таму се нарушија некои етнички стереотипи. Доста албанци гласаа за кандидатот македонец. Мислам, јас баш кога ги гледав гласовите во некои места кои што се целосно со албанци, имаше на пример кандидатот на ВМРО гласови по 20, по 30, мислам имаше по некој процент на гласови и тоа ми израдуваше ради свеста што го покажаа тие луѓе таму. А Чашка? Чашка, например, не беше таков случај. Во Чашка во места кај што имаше, како кажам, целосни македонски места, немаше гласови за кандидатот на албанец, но не знам сега, не го знам таму тој другиот кандидат каков беше, но во Кичево, например, после тоа се тоа што слушнавме за него и мислам беше многу
како да кажам, глупо да се гласа, веќе, мислам, нерационално да се гласа за човек за кој го имаше секакви скандали. Господине Мухамеди, Што заврши? Ви благодарам, да. Чекај бе, јас... Ако сакаш уште. Многу што ни бевте денеска гостин. Се надевам дека после овој наш подкаст нема да ви направам некои проблеми во однос на некои ваши ставови. Заради тоа што искрен бевте, стварно го почитувам тоа и сакам да ми дојдете повторно. Да не Па видите, јас секогаш сум бил искрен, мислам, во однос на тоа дали ќе ви трпам нешто поради мојата искреност, мислам, јас веќе сум трпел такви работи, закани и така натаму, мислам, немам веќе проблем, јас сум човек кој што е спремен да жртвува и кој што има излезено веќе надвор од тој конформизам и целта ми е многу поголема од тоа да имам само еден пристоен личен живот. Ви благодарам и се радувам што има албанци како вас. Верувам дека не сте само вие, дека има и други. Само така Македонија ќе оди напред. Би додал јас, не ми се допаѓаат примери, на пример, од типот на во Тетово албанците македонски не знаат и така натака. Вие сте... Тука ќе ти замерувам. Ајде. Тука ќе ти замерувам, пошто кажа дека да беа и многу други албанци како тебе. Мислам, ја би рекол да беа и сите македонци како мене. Така е. Точно. Затоа што постојано оваа фраза ме нервира, затоа што викат да беа сите албанци така. А да беа и сите македонци така. И сите, не знам, срби, турци и така натаму. Мислам, тука имаше една забелешка. Браво. Браво. Секоја чест и ти посакувам среќа во твојата. Верувам дека ти следи прекрасна политичка кариера. Успешна. Се надевам. Мислам, не за мене лично, туку за граѓаните. Зашто мислам, моје лично мислење за општеството, не за мене лично. Зашто на мене ми одговара, не се бавам со политика. Само ти посакувам твоите ставови сегашни достанат и за 10 години, за 20, за да Македонија конечно трне напред. Се надевам јас, моите ставови, јас веќе ги градам со години, не се од вчера. И најтешко е да изградиш став, уште потешко е да имаш конзистентност на тие ставови, покрај сите предпреки што ќе ти се појавуваат на пат. И така да се надевам и јас лично дека нема нешто да ме како да не биде како она за срцето, жицата, племето, семето, ќерка ми сите и на крај Македонија отиде. Драги гледачи, тоа беше политичкиот аналитичар и политиколог, политичар иден, господинот Умеир Мухамеди. Му посакувам среќа, а вие доколку ви се допадна овој подкаст, а верувам дека ви се допадна. Политиколог. Правник, адвокат. Да. Адвокат, правник, политички аналитичар, може да се каже политиколог. Иден политичар. Иако веќе стана пракса да лаже дека се политиколози. Не дипломиран политиколог. Јас сум не дипломиран доктор, ако е по таа логика. Да, може да се каже, значи тоа водиме по таа. Значи, ако ви се допадна овој подкаст, знаете дека треба да притиснете лайк, subscribe и да го споделите овој подкаст како би допру до што поголем број на луѓе.